Драги ученици, добре дојдовте во нашата и ваша училница. На денешниот час по македонски јазик ќе научиме како да се правилно да се изговараат и пишуваат со букви броевите до 20. Би ве замолила пред вас да земите тетрадка и заедно со вашите родители да внимавате што следува понатаму и што треба да запишете како подобро би ја совладале оваа наставна содржина. Значи, насловот на денешната наставна содржина е и броевите до 20 се зборови кога ги кажуваш или пишуваш. Започнуваме и сега би ве замолила заедно со мене да броиме, да ги запишуваме цифрите на броевите и покрај со цифра и со збор. Почнуваме. Броиме. 1. Ја запишуваме цифрата на бројот 1 и го запишуваме бројот 1 со букви. 1. Продолжуваме со броење. 1, 2. Ја запишуваме цифрата на бројот 2 и продолжуваме со пишување со букви. Читаме 2. Продолжуваме понатаму. 1, 2, 3. Ве молам да броиме заедно. Ја запишуваме цифрата на бројот 3 и истото го запишуваме со букви. 3. Покрај тоа што пишувате, изговарајте заедно со мене. Продолжуваме со броење. 1, 2, 3, 4. Ја запишуваме цифрата на бројот 4 и истото го запишуваме со букви. И читаме 4. Продолжуваме понатаму со броење. 1, 2, 3, 4, 5. Ја запишуваме цифрата на бројот 5 и истото го запишуваме со букви и читаме 5. Сега броиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ја запишуваме цифрата на бројот 6 и бројот го запишуваме со букви и читаме, внимавајте, 6. Броиме понатаму. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ја запишуваме цифрата на бројот 7 и истото го запишуваме со букви и читаме 7. Сега броиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ја пишуваме цифрата на бројот 8 и истото го запишуваме со букви. 8. Се надевам дека не брзам. Продолжуваме понатаму со броење. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ја запишуваме цифрата на бројот 9 и истото го запишуваме со букви. 9. А доколку ви брзам, исто ова ќе може повторно да го гледате и со запирање онаму каде што ви треба повеќе време да си го повторите. И продолжуваме пак со броење. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ја запишуваме цифрата на бројот 10 и истото го запишуваме со букви и читаме 10. Како што заприметивте во претходниот слайд, ова се броевите од првата десетка. Сега продолжуваме понатаму и заедно со мене броиме и запишуваме. Имаме насмевнати лица, сонца и срциња. Сега внимателно започнуваме. Почнуваме од сонцата. Броиме. 1, 2, 3. Значи имаме 3 сонца и како што ни се бара во задачата горе, треба бројот да го запишеме со збор. Ние го изговоривме бројот 3, а ќе го запишеме со збор
3. Одиме понатаму покај насмеаните лица. Броиме 1, 2, 3, 4, 5. Кога ќе додадеме уште едно, добиваме 6 и ако додадеме уште едно, добиваме 7. Значи, бројот 7 го запишуваме со зборови. И читаме 7. Понатаму да видиме колку срца имаме. 1, 2, 3, 4, 5. Ако додадеме уште едно, добиваме 6 и запишуваме со букви 6. Сега, тука имаме броеви кои што се напишани со зборови. Ваша задача е зборот да го прочитате и да го запишете со број. Тоа ќе го направите во вашите тетрадки заедно со вашите родители, а заедно со мене ќе ги прочитаме зборовите. Почнуваме. 11, 12, 13, се надевам дека читате заедно со мене, 14, 15, продолжуваме, 16, 17, 18, 19, 20. Како што може да забележите, ова се броевите од втората десетка. Значи, ваша задача е да го запишите, да запишите цифрата на бројот кој што ќе го прочитате. Заедно ги прочитавме сите броеви од втората десетка, онака како што се напишани правилно, ги изговоривме и ги прочитавме, а вие треба само да ги запишете со број. И уште еднаш да напоменам, тоа ако веќе не го сторивте, ќе го направите заедно со вашите родители. Сега имаме обратна ситуација. Дадени ни се броеви, а вие треба да ги прочитате, да ги изговорите и да ги запишете со букви. Ќе ги прочитаме и ќе ги изговорите заедно, а потоа вие заедно со родителите ќе ги запишете со букви. Почнуваме. 17, 6, 11, 7, 13, 15, 12, 14. Вие ќе се ги запишете овие прочитани броеви со букви. Продолжуваме понатаму. На следниот слайд имаме броеви кои што се напишани со букви, меѓутоа некои се точни, некои се грешни. Вие треба да ги пронајдете грешките, а потоа ги поправите и потоа заедно со мене да ги провериме. Еве ги броевите. 15, 11, 16, 12, 17. Ке ве почекам да ги разгледате, да ги пронајдете грешките, да ги поправите и потоа заедно да ги провериме. Се надевам дека досега се она што беше кажано ви е јасно, меѓутоа уште еднаш ќе повторам, ако нешто не ви е јасно, можете слободно да го прегледате веднаш видеото, да го застанете онаму каде што сакате и да работите пополека за да ја совладате оваа наставна содржина. Сега се надевам дека ги пронајдовте и ги поправивте грешките и да ги провериме заедно. Бројот 15 напишани точно. Меѓутоа, 11 не се пишува така, туку се пишува 11. Не се пишува 16, туку се пишува 16. Не се пишува 12, туку се пишува 12. Не се пишува 17, туку правилно се пишува 17. Имате уште една вежба, која што ќе треба да ја сработите со вашите родители, а и вие исто така да извежбате, каде што бројот треба да се замени со збор. Односно, две вежби се. Во првата вежба имаме реченици дадени, каде што бројот е со цифри, а вие треба да го замените со збор, а
во втората вежба само броеви кои што треба да ги запишете со зборови. Речениците се следни. На дрвото има 14 гранки. Видов 20 ластовици. Зошто само 7 деца не играат? Тоа е првата вежба, значи да се препишат речениците и онаму каде што има број, бројот да се замени со збор. А во втората вежба, следниве броеви запиши ги со зборови. Тоа се броевите 13, 11, 17. Овие броеви да се запишат со зборови. Денес што научивме? Научивме правилно да ги изговараме и да ги пишуваме со букви броевите до 20. А вие и понатаму вежбајте со вашите родители за што побрзо и што полесно да ги совладате наставните содржини.